837 матуранти од струмичките средни училишта денеска го полагаа екстерниот тест. Од нив 306 ученика се од гимназијата Јане Сандански, 255 од техничкото училиште, а останатите 276 се од средното училиште Димитар Влахов. Почнувајќи од денес па се до 3 февруари, учениците од завршните години ќе бидат тестирани, а според Државниот испитен центар, резултатите од тестирањето се очекуваат на 7 февруари. Првиот ден од тестирањето помина без никакви проблеми, потврдија од струмичките училишта. Во нашето училиште екстерно тестирање започна на време, значи поделени се учениците во две групи, во 9:30 часот и втора смена во 11:30 часот. Значи вкупно се 255 ученика. Тоа се ученици матуранти од 4-та и 3-та година завршни класови. Сега за сега екстерно тестирање тече во најдобар ред. Ме изненадува редовноста на учениците, значи е на завидно ниво. Значи во првата смена имаше само еден одсутен ученик и во втора смена има најавено само еден ученик. Значи од 255 ученика само двајца се одсутни. Иначе навремено беа објавени предметите по кои полагат учениците. Ние навремено истакнавме кој ученик кога полага и во која просторија. Така да сега за сега тече се во најдобар ред. Се надевам дека и во четврток нема да имаме никакви проблеми и екстерното тестирање ќе заврши во најдобар ред. Од оваа година имаме наблюдувачи, и тоа двајца наблюдувачи, тоа се представници од Државниот испитен центар, кои конкурирале на оглас за наблюдувачи и со нив имаме извонредна соработка и можам да ви кажам дека се воодушевени од тоа што го организиравме и како го организираме екстерното тестирање. Тестирањето за матурантите се спроведува сега, затоа што во јуни ќе имаат обврски за полагањето на државната матура. Останатите ученици екстерно ќе бидат тестирани на крајот на учебната година. Со новите законски измени за основно и средно образование, предвидено е екстерното тестирање да се полага од 6-то одделение, а добиените оценки нема да бидат впишани во свидетелствата на ученикот туку во посебен додаток. Сепак, иако овие оценки нема да влегуваат во општиот успех на ученикот, тие ќе можат да бидат пресудни при уписот во средно училиште или на факултет, тогаш кога се пријавени кандидати со изброј бодови. Инаку екстерното тестирање беше најкритикуваната владина реформа, поради која дел од учениците и професорите ја бойкотираа наставата и излегоа на протести.